Топ тема, добро вечер. 7 кандидати, 7 различни визии и концепти за идентични предизвици пред кои е Македонија. Уште неколку часа остануваат претендентите за шеф на државата да ги споделат своите ставови со избирачите, а од полноќ во пресред на гласањето во среда настапува изборен молк. Вечерва во топ тема осврт на председателската кампања и заложбите на кандидатите со моите гости. Александар Кржаловски, извршен директор на МЦМС. Добро вечер и добре дојдовте. Андреја Стојковски, извршен директор на Преспа институт. Добро вечер и добре дојдовте. И Имер Селмани, поранешен председателски кандидат. Добро вечер и добре дојдовте. Господине Селмани, сте биле во улогата на 7 кандидати на синокешното предизборно соочување во 2009-та. Иако тогаш во една поинаква сценографија, исправени, стоечки како што треба со почит кон гласачите. Која е разликата да се биде зад пултот на испрашување и соочување со против кандидатите и она кога сето тоа се гледа покрај малите екрани? Разликата секако дека е огромна. Друго е да учествуваш и да дадеш одговор на очекувањата на граѓаните. Меѓутоа, не само очекувањата, туку очекувањата за лидерство што треба еден кандидат што претендира да ја преземе после изборите, лидерство на државата, лидерство на нацијата, а сосема е друга работа да гледаш емисија, во меѓувреме може да гледаш и Реал и Барселона, така што пофино ти е, попријатно и покомфортно. Мал вовед само во она што го вие почнавте. Секако дека ме врати мене таа вчерашна емисија, односно синоќешна емисија. Вие бевте 6 мина на тоа соочување, бидејќи не дојде господинот Иванов. Меѓутоа ценам дека беше од една од врвните емисии, можеби тука сум субјективен, затоа што сум учествувал во пред повеќе години во друга можеби телевизиска куќа, меѓутоа беше врвна емисија која што даваше надпревар на идеи, надпревар на размислувања и надпревар за идно лидерство. Ајде во оној американски стил, бидејќи сте ја следеле целосно, можете ли по тоа соочување за вас, ако сакате, да посочите и дали одбравте, како да кажеме, победник или некој што според вас, со искуството што го имавте, покажа, остави за вас посебен белег, без оглед дали е тоа во ставовите што ги кажа, начинот на кој што ги презентираш? Значи, ова е деликатно прашање, меѓутоа можев и секако може граѓаните да проценат кој беше посмирен во давањето на ставови, излагања, кој беше понесигурен во тие излагања или поконфузен, да кажеме. Мислам дека поискусните политичари кои што беа успева, колку е можеби внатре беа немирни, а имаше и од поискусните немирни во душата, се труда да бидат малку колку е возможно со релативни округли одговори за да дават едно видување на, односно одговор најдобар можен според околностите, иако мислам дека имаше една ситуација непријатна затоа што првпат за сите без исклучок, затоа што првпат синоќа тие се обраќа на целата нација, односно преку јавниот сервис се обраќаат до сите гласачи, а не на гласачите на својата политичка партија и на својот етникум. И тука имаше, да кажеме, кандидати кои што знаеме дека користат еден вокабулар пред своите партиски, да кажеме, настроени гласачи, пред својот етникум, а пред јавноста едноставно беа во некој грч дали тоа треба да го повторат или не. Мислам дека граѓаните, јавноста препозна кои се тие гласачи и тоа е можеби најголемиот хендикеп на сите кандидати кои што својата програма и својата понуда во овој изминат период не го обсмислија
да им се понудат на сите гласачи од Струмица до Куманово, од запад до исток, туку се фокусира можеби првиот круг и заради специфичноста на овие избори кои што се сплетени со парламентарните избори само на својата политичка партија, евентуално на својот етникум. Мислам дека тоа е хендикеп, колку да е добро заради цензусот што треба да се постигне вториот круг на претседателските избори заради парламентарните избори, меѓутоа мислам дека тоа е еден хендикеп кој што ги става политичарите, односно кандидатите, во некомодна ситуација да излезат со соодветна програма пред сите гласачи и да поборат поддршката без разлика на етничката или верската припадност. Мислам дека тоа се чувствуваше синоќа, поготово во делот на надвршната политика, да кажеме, имаше разни ставови по односно каква политика ние треба да кроиме во однос на соседите, во однос на Србија, во однос на Косово, во однос на Албанија, во однос на Бугарија. Мислам дека тука синоќа искрено очекував по квалитетна дебата. Добре, може би поголем фокус, но концептот беше времето таков. Или заради големиот број на кандидатите, меѓутоа двајца до тројца кандидати кои што сега да не биде реклама, оставија така солиден впечаток. Стојковски, кој е вашиот впечаток? Немаме ние таква традиција, нели, без оглед кој го реализира соочувањето, после тоа да ги правиме оние па дури и испитување на јавното мислење кој каков впечаток оставил, но еве... Не знам, може Александра ќе ме поправи. Мислам дека немаме агенција која што е доволно спремна тоа да го направи веднаш, инстантно, на примерот кој што е потребен за да може да биде статистички релевантен показател. Лично мене веројатно нема да ми го сменат размислувањето или чувството, впечатокот за кандидатите. Голем дел од кандидатите мислам дека заборавиле кои се надежностите на председателот и ветуваат работи кои што излегуваат надвор од истите. Веројатно оној дел од дебатата за надворешната политика на држава беше најрелевантен синоќа за позицијата председател на државата, затоа што таму се генерално најголемиот дел од голосувањата. Но главно фокусот беше кон дипломатијата и начинот на избор на дипломатите. Тоа не е единствената работа за која што треба да зборува председателот. Во принцип не мислам дека прво мислам дека кај нас луѓето, граѓаните гласаат за политичката партија без оглед кој е кандидатот и без оглед колку се обидуваат партиите или кандидатите пред да ги поднесат своите кандидатури да собираат потписи, да промовираат дека тоа е граѓанска иницијатива и така натаму, на крајот одлуката ја прават врз основа на партиската припадност на кандидатот. Така што нема да се промени многу од размислувањата. Пораките се наменети за оние кои што сакаат да ги слушнат. Често од сите се думина се вртам вака, бидејќи овде ги гледам зад тебе, сите се думина, многу имаат пораки кои што не се нивни автентични, туку се подготвени за нив за да ги пренесуваат. Повеќе се звучни одошто говорник. Мислите на како вовед во парламентарната кампања или како звучник на партиите? Не, како звучник на партијата, повеќе од што било што друго. И на крајот на криштата станува збор за сериозна функција и за потреба од стабилен човек. Пред 2 недели напишав во една од своите колумни за големиот лидер и ја пренесов изјавата на Розлин Картер. Лидер е оној кој што ги носи луѓето таму каде што сакаат да одат, а големиот лидер е оној што ги носи луѓето таму каде што треба да бидат, дури и по цена тие да не сакаат да бидат таму. Затоа што таму треба да бидат. Може да знае да ги убеди. Крджаловски, кој е вашиот впечаток? И за мене приоритет беше Реал Барселона. Па само половина час го следев дебатата.
И тоа баш се обидов, вештачка интелигенција нема одговор на тоа прашање кој поведул. Не може да даде таков одговор. Не може ако се мери по светот, тоа се мери, но еве бидејќи го следите, тоа кај нас немаме ние таква. Да, немаме. Веројатно и традиција, и средства, и пари. Да, и порталиве кои, нели, дури пристрасните не се осмелиле нешто да кажат кој победил, туку главно се пренело кои биле клучните пораки со, нели, нагласување на оние кон кои тие се пристрасни или ги фаворизираат, или кај неутралните медиуми само пренесување на главните пораки без некоја така да речем прогноза во смисла на победник на дебатата. Мала држава сме за тоа да се прави, ние со анкетите се мачиме, нели, да се направи некој стандард. Во Америка секој ден има анкети, ама, нели, голема држава тама, па кај нас нема зашто да нема барем еднаш месечно, ако не е секоја недела, посебно што на партиите им се дадоа буџети за партиски институти, за тоа да го прават. И знаеме дека го прават, не знаеме зашто не го прават. А средствата се, нели, државни, односно буџетски, односно сите нас. И информацијата од јавен интерес нема зашто да се крие и сметам дека тоа треба постојано кој како ги прави дури да се законски се обврза да ги објавуваат, иако тоа би требало по дефолт да го прават. За самата дебата пак со лимитираните, па и за кампањата не би рекол дека одскок на нешто посебно, дури беше премногу класична со тие митинзи и слично, плюс не се погоди времето за кандидатите за некоја по голема кампања, така да речам, меѓутоа се изненадив од неприсутноста на социјалните медиуми, или па кај мене не пристигнува, не знам, алгоритмиве не ме погодуваат, па немаше многу, од ниеден кандидат не добив посебни пораки за реклами. Во последниве денови почнаа повеќе, меѓутоа за парламентарните избори, а не толку за председателските. Така да некако обично. За социјалните медиуми се плаќа од партиски джеб или од джебот на кандидатот. Ова сето друго е платено од наши пари, па да те погоди со погрешна порака. Силмани, колку еве и како поранеше кандидати и сега генерално како граѓани, како човек кој што ги следи сите овие случувања во политиката, добивте од кампањата одговор на она што се очекуваше и се уште, сега веќе се измешаат двете кампањи, клучни теми. Во прв аспект, оно што е поврзано со надлежностите на председателот, тоа е надворешната политика, начинот на кој после овие избори ќе се оди тој европски пат, бидејќи токму тоа е и во фокусот на имињата на дел од коалициите. Да, веќе ако преку таа призма може да се погледне, тука можат кандидатите да се малку повеќе класифицират, кои почесто, иако тоа не го кажувам употребувајќи некоја вештачка интелигенција, туку мојата лична перцепција, кој почесто во изминатиот период ја употребува фразата или Европската унија, НАТО, интеграција и така натаму, а кој помалку, тоа мислам дека го видовме или успеавме да го перцептираме и во самата дебата. Јасно се гледаше дека кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски, Бујар Османи, па и Арбен Таравари, значи во секоја реченица нивна ја употребуваат фразата Европска унија, интеграција, исполнување на обврските и така натаму, додека останатите четворица кандидати повеќе, ајде да кажем, како да се фокусирани на своето гласачко тело или како да се повеќе фокусирани на тоа значи ајде да не бидем премногу непосреден, како повеќе да се фокусирани на партиската програма или како повеќе да нивните ставови или искажувања им служат за после 2 недели. Тоа е можеби поради миксот кој што или поради притисокот кој што го доживуваат или го имат како товар за да направат подобар резултат, поуспешен резултат за првиот круг, односно за претседателските избори, очекувајќи дека вториот круг
делот кој што се покопува со парламентарните избори ќе им даде пратеник повеќе или пратеници повеќе. Така што ова е некоја лесна моја перцепција која што можев да ја чувствувам. Останатото е во делот на надлежностите на председателот и повеќе чувме синоќа дека од повеќето кандидати дека повеќе се спремни да кочат или повеќе се спремни да се спротиставуваат на владата и на парламентот, а помалку успеав да слушнам како евентуален проблем се спремни, кој што е животен проблем за граѓанинот, а кој што е во надлежностите на председателот, би пробали или би можеле да го решат. Се отвори една тема која што не е типично председателска, меѓутоа е дефинитивно на секој политичар голем товар. А тоа беше дебатата како младите ќе ги чуваме тука или како ќе ги задржиме младите. Се разбира дека председателот ги нема сите надлежности, меѓутоа излегувајќи, односно повикувајќите се на моќта на председателот кој што извира од гласачите. Да се разбереме, значи ние не сме председателска, значи немаме председателски систем, не сме председателска држава. Меѓутоа единствен човек, единствен државен функционер кој има најголем број на гласови со кој што се легитимира пред државата, пред јавноста е токму председателот. Затоа што еден пратеник успеа да стане, со 6.000-7.000 Па добри, бројките тоа го покажуваат дека голем дел од председателите имаат повеќе гласови зад себе од коалициите кои што се на власт. Или да кажеме најмоćниот гранчалник во Македонија, во државата, гранчалникот на град Скопје со 150.000 до 200.000 гласа, максимум значи станува гранчалник. Така што од таа позиција јас не успеав синоќа за жал да видам кој е тој механизам кој што председателот повикувајќи се на гласот, не мора значи све да му биде by the law напишано во уставот. Значи има некои работи кои што од самата личност, од самата харизма, од самата иницијатива на председателот може да се добијат одредени убави решенија. Многу е мало. Уставните надлежности се 8 на само број, на уставот, заедно со таа за обраќање во собранието 9. Да, само на уставот ако се повикаме, значи председателот може комотно 5 години да ги преспие, повикувајќи се дека тоа не му е директна надлежност. Дури да кажеме и во однос на надворешната политика, знаеме дека договорите ги склучува владата, парламентот носи резолуции, знаеме дека предлогот за именување на амбасадори доаѓа пак преку владата, доаѓа преку министерот за надворешни работи. Значи, нас ни треба председател кој што ќе преземе акција. Значи, човек кој што е спремен да преземе и акција и одговорност. Мислам дека синоќа, можеби тоа ќе го видиме наредните денови, можеби до вториот круг ќе го видиме. Меѓутоа, синоќа некако не успеав да го видам тој моментум дека кандидатите се спремни да преземат акција за да дадат не само одговор, туку нудат и решенија за поголемите проблеми што се и во нивните уставно надлежни да кажеме надлежности, меѓутоа и нешто што е од животен интерес за граѓаните. Освен отварање на дебата за било кое прашање, не гледам која е другата можност. Да, може да се обрати во собрание во било кое време, не мора да чека до крајот на годината за да зборува за годината. И може Ветото. Ветото веќе за секоја тема може да ја покрие, ама за да расправа за потенцијални решенија за проблеми кои што ги имаме, освен отворање на дебата во јавност, со гаранција дека ќе биде слушнат многу подобро од што било кој од нас овде или од многу од граѓаните во државава, не гледам друг начин како може да направи, ама да се разбереме, има такви кои што има пораки во текот на целата кампања кои што не одеа баш во некое решавање на проблемите, туку во креирање на некои нови. Создавање на проблем. Така. Андреа, зошто не добивме јасни одговори на сите од она што и во кампањата надвор од борбата за корупцијата и состојбите во правосудството останува едно од главните прашања, тоа е како понатаму во
на европскиот? Затоа што поддршката за уставни амандмани ќе значи промена на моделот на однесување или на практиките на гласачите кај многу од политичките партии, кај една од политичките партии особено. Трансформацијата на гласачкото тело ќе биде сериозна. Ризикот дека ние можеби нема да стигнеме до формирање на влада и ќе треба да имаме нови парламентарни избори е исто така голем. Што ќе се случи ако политичката партија која што се надева дека ќе формира влада треба да излезе и да каже сега како ја гледа Македонија. Така ја убедува дека ќе има во програмата, во програмата, во некои програми нема. Па добро, ќе чуеме некогаш во некоја програма сигурно, а можеби и не. Нема да го слушнеме одговорот, затоа што ризикот да изгубат околу 30% од гласовите е многу веројатен, многу голем. Тие математики ќе ги разгледаме подоцна. Кржаловски веќе го отвори лаптопот, негова пасија и со споредбените анализи, но Кржаловски прво на ова прашање. До сега и покрај многуте обиди, во многуте интервјуа, не слушнавме од дел од кандидатите јасен концепт, за разлика од тоа што дел има, Пендаровски, Османи и Таравари, дури и Максими Димитриевски и Јакимовски јасно излегоа со своји конкретни позиции, додека Силјановска остана неодредена. Зошто? Според вас? Сино ќе рече, напишав, меѓутоа во програмата не е баш јасно напишано, освен една реченица дека тоа е недовршено прашање кое ќе треба повторно да се елаборира. Тоа е една од тактиките за држање за збор. Една од клучните работи. Теорија на мандат, јас не ветив ништо, затоа нема. Па и или тоа што си ветил да го исполниш, пошто на претходните случаи најголемите ветувања се прекршија, вклучително од актуелниот председател, нели, за клипчиња се појавуваат од претходните избори, каде што нели кој тој што ќе подпише или што ќе побара промена на устав или додека жив дишам, нема да се случи тоа, се случи точно тоа, нели, со и претходниот премиер Заев. И сега тоа е едниот проблем со нашата политика, сега веројатно не е само наш да не се држат за збор, односно да не се казнуваат директно за непридржување на ветувањата, а па уште повеќе за прекршување на ветувањата од претходно. Вториот, ова што го спомена и Имер, дека председателските кандидати всушност не го користат она што го добиваат со изборите, огромната директна поддршка од граѓаните. 435.000 гласа имал, 35.000 гласови Пендаровски минатите избори со толку победил во вториот круг. И тоа е многу повеќе од партијата која го кандидатирала. Меѓутоа, начинот на стигнување до кандидатура и за пратеници особено, и за председателски кандидат мора да помине низ партиските структури, инаку нема некоја шанса за победа. А таму, бидејќи нашите партии не се демократски, нити статутите им се демократски, нема природен процес на селекција за најдобрите да излезат како кандидати. Во Америка дури Трамп бил председател, па мора да си оди на гласање на сите. Дури првите избори кога победи Трамп, партијата беше генерално против него. Да, он се бореше за 9 кандидати, па испадна на крај победник. Така да си има, па и Бајден сега мора на тие праймерис, нели, да потврди кандидатурата. А кај нас генерално нема, сето оди во мал круг во раководството на партиите, на сите. Не викам тука една или друга дека е нешто подемократско или не. А па за пратениците уште помалку и затоа имаме парламент каков што имаме, односно никаков. Гласачка машина. Мораме на реклама. Имер Селмани, Александар Кржаловски и Андреја Стојковски се мои вечерашни гости. Господине Селмани, 147.547 гласа 2009 година во трка со исто така 7 кандидати, но тогаш, иако вие под епитетот македонски Обама,
атакувавте и добивте многу гласови и од македонците, сепак бевте во трка и со двајца кандидати други од албанскиот блок, кој претежно се обраќа кон гласачкото тело. Ке имаме ли вакви шестоцифрени бројки во овие избори со оглед сега на концентрацијата прв пат на два големи блока? Кај албанците пред се мисли. Значи, форматот на излезеност, последните, да кажем, изборни циклуси или процентот на излезеност некаде дава максимум 180 до 200.000 гласачи. Најмногу било 210.000, ама тоа е далечната 99-та, кога Муларем Неджип има дури за околу 10.000 повеќе од вас, 155.000, на тоа се плюс Халили 45.000, така. Значи околу 200.000 гласачи се максималниот број, значи тој е базенот, од каде што веројатно и господинот Бујар Османи и господинот Таравари ќе се потрудат до последен момент да црпат гласови. Значи резултатот веројатно тој што ќе успее да направи подобар скор, малку од 100.000 гласа, ќе биде победник. Значи, да, ова е малку и тест, бидејќи има неколку изборни... Тој што ќе направи подобар скор од 100.000 гласа, ќе биде победник, меѓутоа не само победник на првиот круг. Зборам да кај албанскиот политички кампус, туку партијата, односно коалицијата која што ќе стои зад тој кандидат, ќе ги добија за 2 недели и парламентарните избори. Со многу поголема разлика, поголем резултат, затоа што заради самиот факт што одреден процент, не многу голем, меѓутоа битен, знаат помеѓу првиот круг и вториот круг дури да менуваат страна, фаќајќи се за екипата, односно за коалицијата која што известно е дека победува. Значи, тоа ќе го имаме и кај македонското гласачко тело, и кај албанското гласачко тело, и секаде во државата. Така што, јас посакувам да го постигне некој од кандидатите резултатот од 2009 година, меѓутоа, тој резултат сум го повторувал безброј пати, пак ќе го повторам, беше резултат на едно искрено појавување пред јавноста, пред гласачот. Да, реков јас сосема поинакво се вашите околности. Во тој период, значи, моето обраќање не беше само кон албанското гласачко тело. Беше и кон македонците, и кон ромите, бошњаците, значи сите етнички заедници кои што живеат во државата. Дури јас имав кампања, значи мојата екипа и штабот имавме кампања во Источна Македонија. Значи која што ни донесе прв пат, значи гласови, дури не успеавме места да ги посетиме сите места. Еден од тогашните лидери и да, и тоа е Сабајле ми се јави и да ме честита дека од неговиот роден крај сум земал 300-400 гласа без дури да се појавам таму во тој и специфично е што тога застанува таа година, бидејќи веќе 2014-та го имаме само Илјас Халими како кандидат со неполни 38.900 и 2019 беше Блелим Река како кандидат на Алијанса и Деса со 80.000. Само да дополнам, значи разликата помеѓу 2009 година помеѓу мене и Фрчковски, господинот Фрчковски кој што влезе во вториот круг, беше некаде околу 40-45.000 гласови. Агром Буџаку, кандидат на ДУИ, и Мируше Хоџа, кандидат на ДПА, мислам дека околу 100.000 гласа. Да, 70-30, значи, веројатно че имаше други околности да не беа 7 кандидати. Меѓутоа, тоа што е, посакувам да еден од кандидатите го повтори резултатот, меѓутоа, дали се потрудиле доволно и дали успеале пораката да ја пуштат до секој гласач без разлика на тоа дали од нивната политичка партија или од својот етникум, тоа најдобро ќе го видиме на крајот на денот. Да. За жал, дискурсот е толку загаден со натрешна поделба и со ширење на стравови, што ние
не можеме ни да влеземе во процес на размислување за состојба која што ќе ни го повтори таквото случување. Од 7 кандидати не правам разлика за етничката припадност на ниту еден од кандидатите. Правам разлика според тоа кој е колку подготвен, барем во моето поимање за тоа што треба претседателот да направи. И не би имал проблем никога би имале кандидат за кој што би требало да разговараме, етнички албанец за претседател. Меѓутоа Белек е и меѓуетничката конфронтација, но и интраетничката и меѓу кандидатите во двата блока. Ја мислам дека повеќе е интраетничката конфронтација пресудна, за да ние немаме кандидат кој што можеби ќе ја надмине етничката граница. Кржаловски, ако сите велат, иако малку се навредуваат некои кандидати, меѓутоа дека е ова загревање за големата битка за парламентарните избори. Ова се можеби, иако втори двојни избори, по оние 94-та кои што беа во многу поинакви околности и така натаму, ова се прв пат имаме повторно двојни избори, но овој пат, за разлика од што беше интересно во изминатите изборни циклуси, многу малку испитување на јавното мислење и оправдано или неоправдано, она најголемото дури беше фрлена и ставено под знак прашање од страна на опозицијата. Можно ли се врз основа на тоа што досега е излезено во јавноста некакви проекции, колку е тоа вие вам редовно го следите, јас го нареков политичка пасија, меѓу другото и споредбата на успешното прогнозирање? Да, би се навратил прво на овие избори 2009. Мислам дека прв пат сме во емисија со господин Салмани, тогаш беше во управен одбор на МЦМС и јас гласав за него, не дека беше управен, туку беше добар кандидат. И од тогаш, не знам дали сум му кажал лично, ама на една грешка само имаше во таа негова кампања, што ја објави првиот ден, кога беше можна, а не последниот, бидејќи до тогаш и ДУИ ДПС има изјаснено дека нема да има кандидат, да оставеше неизвестноста до крај, да не им даде можност да појават своји кандидати. Мислам дека ќе имаше големи можности за да биде претседател. Не само да влезе во втор круг, бидејќи разликата толку беше 50.000 гласови, 202.000 имаше Фрчковски, 147 господин Салмани, а заради тоа што ДУИ ДПА дадоа своји кандидати, кои освоја 73.000 и 35.000 респективно, значи 100.000 гласови плюс, со тие гласови од генерално од албанците и некаде 50.000 се проценуваше од етнички македонци дека има добиено тоа преска заборав, значи од после анализите што ги направивме, значи излезе дека помеѓу 45 и 50.000 гласа се од, да кажеме, избирачки места каде што претежно не живеат албанци. Значи не живеат албанци, значи таму тоа што немало сигурно да бидат 245.000 гласови, можеби ќе било мало. Ако албански кандидат нема зошто да не. Не мора да значи. Во политиката не може математиката секогаш да биде точна, ама секако ќе било поинаква состојбата, многу поинаква состојбата. И ако веќе влевал во втор круг, тогаш беше гласачите на Фрчковски ќе гласат. Имавме, сега не сакам тие анкети пошто ги памтам, се уште имаше и добри предвидувања. Значи за втор круг, меѓутоа тоа е поминато. Сега за тоа се рефлектира и на овој, да не се појавеше таравари, јас мислам да и не планираше да има свој кандидат, меѓутоа како се вика тоа его триповите дека ако има кандидат мора и ДУИ свој да појави. Тоа беа неколку дена предност во кампања ќе има, што секако не може ДУИ да се и од практични причини. Да, тоа велам, да не се појавеше друг кандидат албанец и ДУИ нема да истакнеше свој, ќе останеше Европскиот фронт со поддршка на Стево Пендаровски и сосема друга ќе беше слика предизборна. Не се, тоа што е и се имаме еден интересен феномен дека да генерално ова е загревање за 8 мај. Прилично е јасно дека Силјановски и Пендаровски ќе влезат во вториот круг.
меѓу другото и затоа што има два кандидати етнички албанци. Да беше еден, тоаш голема концентрација ќе имаше на етничките албански на тие гласови и ќе беше конкурентен за второто место. Може би пак тешко да се стигне тој што ќе биде втор во македонскиот блок, но барем ќе беше конкурентна борба. Сега поделбата ќе стигне меѓу нив и спрема анкетите прилично е блиска. Бујар Османи кој дуи води во повеќето анкети, меѓутоа разликата се намалува низ месеците како што се објавува и веќе е релативно блиску. И тука се има интересен феномен дека она што мене ме фрапира дека и покрај тоа што 70% граѓани велат дека оваа влада треба да се замени, тоа се рефлектира на рейтингот на СДСМ, ама не се рефлектира на ДУИ. Односно, ДУИ прилично стабилно стои во етнички албанскиот блок, а казната му се испорачува на СДСМ. И се овде има интересен феномен да бидејќи е јасно дека овие два кандидати прилично лесно ќе поминат во вториот круг, може да се случи, бидејќи мислам дека има кај господинот Теравари капацитет да добие македонски гласови, да тие ја одлучат битката во условно речено албанскиот блок, бидејќи 10.000 ќе направат разликата, пошто кај албанците веројатно нема да биде повеќе од 5 до 10.000 гласа разликата и ако се вклучат етнички македонци со своји гласови за едниот или другиот, ева да не фаворизираме некој, може тоа да ја пресуди таму. А за останатите три кандидати, генерално, бидејќи се на крајот на криштата поддржани од партиите или коалициите кои настапуваат, е јасно дека ова е буст, така да речем, односно подготовка за парламентарните избори, да се искористи времето за кампањата, меѓутоа и личната харизма. Гледам дека господин Димитриевски има повеќе личен рейтинг отколку партијата Знам, но ако навистина помине најдобро, како што се прогнозира ќе биде од тие тројца кандидати најдобро пласиран, тоа може да донесе плюс гласови во битката за парламентарни места. Сега, господине Селмани, ги имаме ли веќе првите обити за придобивање гласови за вториот круг, особено со две пораки кои ги испрети председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, онаа вака неочекувана на првиот ден на кампањата за парламентарни, за мораториум за ненапаѓање со левица и Знам, која што беше отфрлена како лицемерна од левица, а од Знам оценета како тројански конј, и онаа втората, може би побитна и врзана со парламентарните избори, дека првото што ќе го направи на 9 мај е дека ќе ги повика Влен да разговара за заедничка соработка која, како што вели, ќе се темели на принципите околу кои ќе се обединат. Значи, се препознава пораката или тенденцијата на лидерот на ВМРО ДПМН да, ако ги добие изборите, да ја форматизира, колку е тоа и порака во вториот круг да се добие поддршката на Влен. Токму тука, значи да ја форматизира идната, односно изгледот на идната влада. Со пораката пратена према помалите политички партии, значи македонските политички партии, Христијан Мицковски веројатно овој период не сака премногу да на некој начин се потроши во обвинувања, одбрани, контраобвинувања и така натаму, затоа што на крајот на денот реален, значи нивен политички противник е СДСМ. А веројатно дека прогнозите, а и анкетите се дека нема да се повтори 2011 година, ако не се лажам. 63, да. Значи нема да се повтори ниту 2008, ниту 2011 година. И затоа пораката е таму каде што се очекува некоја идна соработка да се прогласи мораториум, и тоа е фино, тоа е честно, тоа е добро. Затоа што на крајот на денот јавно искажено видување на работите. А од друга страна, пораката до Влен не е само порака дека вие сте идните наши партнери, туку може би и доза на влијание врз гласачите,
поготово на тие гласачи кои што се поврзани секојаш некако со власта, да им се даде или да им се набигне дека партнерот наш иден ќе бидат политичките партии, односно лидерите на ВЛЕН. Така што тука има двојна порака која што се додека е јавна и транспарентна, ништо нема лошо и ништо нема сгрешено во таа порака. Сепак на крајот на денот суверенот, односно гласачот е тој кој што ќе го форматизира изгледот на идната влада и резултатите се тие на кои што ние сите, односно поготово партиите треба да им се покорат и веројатно ќе им се покорат. Кржалски. Па добро, пак така и завршив предходниот дел дека генерално се загревање за и увертира за ова и пак ќе се појави интересна ситуација каде што рече добро Андре, премногу си калкулираат сите со своите условно речено гласови кои не ги имаат во джеп. Туку сепак гласачите на крај ќе си решат и овој пат мислам дека не е толку едноставно да се повикаат да едни или други или трети да ги дадат туку така гласовите за некој кандидат во вториот круг, особено во албанскиот блок. Дуи, ако не се лажам, така пукна тиквата со СДСМ, дали Пендаровски некој одлук имаше да тој законот за коцкарници и тие се налутија или се прекина некако таму со работката, во исто време Таравари се појави као кандидат и така се разиде некако работата. Прашање е дали ќе повикаат на гласачите на Дуи во вториот круг да гласаат за Пендаровски. Едната опција е да не повикаат. Тие спомнуваат дури и бојкот да повикаат, да не се гласа воопшто, да нема ни цензус, нели, па во собрание да се бирали слично. Не верувам ни во едното ни другото, верувам на крај Дуи ќе повика на своите гласачи да гласат за Пендаровски. Но што тоа значи за ВЛЕН? Ако Дуи каже, дали и тие ќе може да кажат исто за Пендаровски? Не е баш логично да се очекуваат двете спротивставени опции да повикаат за ист кандидат во вториот круг. А ќе биде тешко за господја Гордана Силјановска да излезе, затоа што тоа може да им се изрази потоа на резултатот од парламентарните избори. Затоа така, и после за правењето на коалицијата, како ќе барате влез во влада ако сте повикале за против кандидат. Така да не е толку едноставна ситуацијата. Ама не мора да значи дека мора да повикаат јавно било кој од нив. И Мицковски тврдеше дека не повикал на бојкот, па објективно бојкот имаше за референдумот 2018. Така, но и ефектот ќе биде преполовен ќе биде ефектот. Да, нема да го има истиот ефект како јавен настап, јавно искажено. Сепак во политиката никогаш не вели не така, вели Мицковски во последното интервју за МИА, што значи не е затворена вратата кон Дуи, но приоритет е соработката со ВЛЕ. Сепак таквата изјава во услови на крајно спротивставени ставови околу европските интеграции сепак веројатно може да нанесе штета, како што рече господинот Селман. Тоа под услов, приоритетот за соработка со ВЛЕН под услов ако ВМРО заедно со Левица биде во позиција да формира влада комотно и ќе им треба партнер од етничка албанска групација за да не бидат моноетничка влада. Инаку мислам дека изјавите беа многу јасни на ВЛЕН дека партнерство за влада се прави само со гласање за уставни амандмани. И тоа, ако не се лажам, имаше такви муабети дека гласањето за уставните амандмани ќе треба да се случи пред гласањето за создавањето на влада. Се смени во последните 6 месеци. На 9 ше поише се смени. Рекоа, вика, може и да се договориме. Ете, платеното политичко време, односно платената политичка програма го крати и нашето време и сосема на крај во по 10 секунди што се вели. Андреа, што е поголем? Има ли ризик за цензус во вториот круг? Проценка? Ако нема договор, ако нема јавно повикување да излезат, веројатно има. Меѓутоа, гледајќи каква била излезноста во минатото, барем последниве 11 години, мислам дека никогаш не сме дошле во ситуација да бидеме на рап на постигнување на цензус за председателски избори. Најнизок цензус имаше за референдумот 2018 година, 42%, така што не мислам дека е во опасност. Да, ја мислам дури со активен бојкот, а не верувам дека ќе го има, не верувам дека
партиите, особено ДУИ, може да си дозволат да одат на парламентарни избори, а да повикуваат на бойкот на председателски. Дури и во таква случај 725.000 ќе има од македонскиот блок гласачи, односно 40% цензусот ќе се исполни. Да, мислам дека без разлика дали се договорат, дали јавно ќе го поддржат Влен и Европскиот фронт, еден од кандидатите, како што посочи пријателот Александар Стево Пендаровски, дали ќе биде поддржан или не, и без да биде јавно поддржан, мислам дека граѓаните тој ден излегуваат сите на гласање и ќе ги земат генерално двата листа и ќе имаме цензус. Ви благодарам многу. Првите математики почнуваат на 25-ти, најбитните после на 9 мај. Ви благодарам што вечерва бевте во топ тема. Вам почитувани ви благодарам за вниманието.